Благодарам и за третото прашање. Ова е исклучително важно прашање во овој момент за македонските граѓани и се разбира за иднината на државата. Затоа што директно се однесува на перспективите и на граѓаните и на државата. Ако граѓаните останат да живеат во изолирана држава, видовме во текот на 10 годишно владење на поранешната влада, што донесе? Плати, пензии, работа на компании, средства од европски фондови, економски развој, замрзнати на ниско ниво. Ќе отидат напред и Албанија, и Црна Гора, па дури и Србија. Ние имавме едно такво искуство кога го испуштивме чекорот со Хрватска и останавме 17 години заглавени, без отпочнати преговори со Европската Унија, а досега, доколку тогаш донесовме одлуки, ќе бевме веќе 17 години земја членка на Европската Унија. Што тоа значи? Најдобро го опиша и хрватскиот премиер и другите премиери на Словенија, председателката, например, кои што објаснија каков ефект врз животниот стандард на граѓаните на овие држави имало влегувањето и зачленувањето во Европската Унија. Меѓутоа, сега ризиците се уште и поголеми, бидејќи идната година во Европска Унија ќе има избори. Ги гледаме исклучувањата во одредени земји во нашиот регион, меѓутоа и геостратешкиот момент кој што се случува во Европа со војната која што без неј се уште во Украина. Тоа значи дека ако не продолжиме, дека може да останеме од земја која што во моментов е практично лидер во европските интеграции, да останеме проблематична точка заедно со Косово и Босна и Херцеговина, на која што можеби некогаш, прашање е дали и кога, ќе се наврати Европската Унија. Да не заборавиме дека во овој геостратешки момент сега и ние сме потребни на Европската Унија, а не само таа на нас, бидејќи во овој момент има потреба да се обезбеди стабилност на европскиот континент, а тоа не е можно да се направи без земјите од Западен Балкан, кои што практично представуваат дел од Европската Унија, географски гледано, бидејќи Западен Балкан е практично опкружен со земји членки на Европската Унија од сите страни. И во ваква ситуација, доколку не се донесат потребните одлуки во овој парламент, ако не се осигура европскиот пат, ние каква порака всушност праќаме кон нашите стратешки партнери? Прво, што ќе се покаже неодговорност кон потребата на граѓаните, кои заслужуваат да бидат европски граѓани и да живеат според европски стандарди, меѓутоа во својата родна земја, а не во туѓи земји членки на Европската Унија. Што ќе се упропастат иднината на децата, младите, практично нивните соништа и шанси за среќа да живеат во држава во која што владее економски просперитет, социјална правда, врвна демократија, владење на право, земја со инвестиции, во држава која што цела Европа гледа локомотива на воз на Западен Балкан, во зачленување во Европската Унија, и тоа сега. Ние ќе ги изневериме и очекувањата и на меѓународната заедница, кои во Северна Македонија гледаат како на фактор на стабилност во геополитички контекст. Сега е моментот на заеднички интерес, кога и Европската Унија има потреба од нас, и ние од Европската Унија. И јасно е дека ова е уникатна шанса. Затоа европските партнери и САД, според нивни зборови, ја нарекуваат неповторлива, единствена шанса, затоа што тоа е така. И затоа велам дека ние имаме неповторлива шанса до 2030 година да станеме полноправна земја членка на Европската Унија. Оно кој мисли пак да соработува со трети страни кои не се на линија на евроатлантските стратешки цели на Република Северна Македонија и на граѓаните кои на последните парламентарни избори дадоа поддршка на проевропски политички субјекти кои ќе осигураат проевропска иднина на државата, нека го прават тоа. Тоа ќе се види и на гласањето во овој парламент, кога за тоа ќе дојде време. Ние
од тој мраз на меѓународна изолација, на потонати демократски вредности, на клучеви на врата на домашни фирми, на контроверзни инвестиции од далечниот исток, на сиромаштија и длабока социјална криза, кога имавме најниски минимални плати, најниски пензии, никакви системи за покачување на истите, кога само поединци можеа да се пофалат дека државата функционира за нив, излеговме од тоа во 2017 година. И јас како премиер и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како партија, како носечки партнер во владата, заедно со коалиционите партнери, а верувам дека проевропски политичари има и надвор од владината коалиција, во ова собрание ќе го направиме она што е потребно за да обезбедиме европска иднина на македонските граѓани. И апсолутно, ова не се апокалиптични сценарија, за тоа што може да се случи ако се испушти чекорот со земјите од регионот во европската интеграција, оние кои што се он пар со нас. Ово се факти за секој да стане свесен каква одлука се носи. Кога е потребно носење на одлука. Бидејќи со тоа или ќе придонесеме со носењето на одлуката да продолжи европскиот процес и европската интеграција на државата, или тој ќе биде закочен. И одговорноста ќе биде лична. На секого од нас и од вас. Бидејќи одговорноста ќе има и име и презиме. И граѓаните тоа ќе го знаат. Исто како што граѓаните знаат, чија е одговорноста што 11 години државата беше заглавена, 17 години чекаше на почнување на преговори со Европската Унија, 11 години чекаше на членство во НАТО. Сето тоа има секогаш име и презиме и лична одговорност. Затоа сметам дека треба да престанат драмите што ги гледаме во изминатиот период, што доаѓаат доминантно од редовите на опозицијата, која повторно игра на картата на некаков патриотизам, кој што треба да е замена за носење на одлуки кои значат европска интеграција на државата. Повторно нереализираните проекти по општините се покриваат со одлуки за патриотски чувства на граѓаните. Повторно оно што не им е испорачено како ветување на последните локални избори, каде што опозицијата освои доминантен број на градоначалници, вклучително и градот Скопје, се покрива со чувство на лажен патриотизам, на кој што луѓето треба да се греат, а при тоа на крај ќе сватат дека горат нивните чевли. И затоа сметам дека одлуките треба да бидат тука низ демократска постапка донесени во нашето собрание сега, за да може до 2030 година да бидеме земја членка на Европската Унија, која што ќе има животен стандард двојно поголем во првите 5 години по зачленувањето, која што ќе има инвестиции тројно поголеми по зачленувањето, која што ќе има просечни плати двојно поголеми од тоа што го има сега, пензии двојно поголеми, 30 до 40% зголемен број на мали и средни предпријатија, како што се случаите со сите земји членки кои што се приклучиле, и конечно нашите граѓани, нашите генерации на млади да можат иднината да ја гледаат во земја членка на Европска Унија, Република Северна Македонија. За тоа јас разговарам со нашите стратешки партнери од Европската Унија и Соединетите Американски држави. Благодарам.